последното вклучување на лице место ќе ги најавиме сите оние настани, културни, спортски настани, воедно и голем број на креативни работилници кои што ќе се одржат широм земјава по повод 9 мај, денот на Европа. Главниот настан е предвиден за токму овде каде што се наоѓаме во градскиот парк во Скопје, или поточно кажано во градскиот парк кај школка. Верувам дека ова вклучување за сите оние активности кои што ќе ги најавиме ќе биде добродојдено за нашите гледачи. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Валјон Салиху од Europe House. Да му посакаме добро утро. Добро утро до вас и до сите гледачи. Драго ми е што имаме можност да ги најавиме овие активности во нашата утренска емисија. На самиот почеток ќе ве прашам за Денот на Европа, 9 мај. Зошто е значаен? Значаен е Денот на Европа, пошто е ден кој што реално означува мир, означува соработка, наместо изолација, означува отвореност и промовира некои си вредности кои што ги имаме тука и низ цела Европа. Затоа е многу важно и кај нас. Обично денот кога се слави Денот на Европа или се означува е 9 мај, меѓутоа година наназад веќе ние правиме активности во текот на целиот месец. Идејата на тоа што го правиме ние тука кај нас е да ги промовираме тие наши вредности кои што и како се спојуваат со европските вредности, и тоа преку разноразни активности оваа година низ цела држава. Европските вредности кои што најмногу ги привлекуваат младите во земјава и генерално во Европа. Од тука верувам дека овие активности кои што ќе ги спроведете всушност се најмногу за помладата генерација во нашата земја. Овие активности ќе започнат од 4 мај. Широм земјава напоменав дека ќе ги има. Каде се може да се видат активности кои што ќе бидат спроведени од страна на Europe House? Да, како што напоменав, активности ќе има низ целиот месец. Почнуваме на 4 мај во Битола и идејата е да ја уживаме Европа во твојот град. Затоа и правиме активности во повеќе градови. Главниот настан, како што кажав, ќе биде на 9 мај, кај што викаме уживаја Европа со музика. Тука во градскиот парк има неколку зони, нема да биде настанот само пред школка, туку ќе биде низ целиот парк. Има неколку различни зони, почнувајќи од зоната со амбасадите на земјите членки кои што ќе имаат разноразни игри, ќе имаме зона за одржливи бизниси со Есфрлес, зона на цвеќиња со цветко, ќе имаме малски бувљак и така натаму, така да целиот парк ќе биде раздвижен дента, меѓутоа главното ќе биде тука пред школка, ќе имаме концерт кај што ќе има еминентни бендови од нашата држава, меѓутоа и од надвор, почнувајќи од Conquering Lion, Дина Јашари, Double G, Званда од Приштина ќе изведува, така да мислам дека ќе биде еден убав ден, сабота ќе не држи времето убаво и така ќе се преселиме низ многу градови, почнувајќи од Велес, да речеме на 12 ќе имаме активност за засадување 2500 дрвја во пожарено место. Ќе имаме настани, многу убав настан ќе имаме во Струга и Охрид, каде што ќе го обиколиме езерото заедно во соработка со Република Албанија. Ќе имаме возење велосипед околу езерото. Во Тетово ќе имаме сајм на книгата, каде што ќе промовираме разноразни автори на албански, на македонски јазик и така натаму. Во Битола ќе имаме концерт на Фанк Шуи пред офицерски дом и така натаму. Сите активности планираме да ги завршиме таму некаде на кај 23, кога ќе анализираме секој втори или трет ден ќе имаме некој настан, освен овие главните ќе имаме и некои споредни настани, како што се тие во Кочани, ќе имаме цртање на мурал, кино на отворено, ќе имаме трка во Охрид, хуманитарна и така натаму. И идејата, која се спомна, е да ги вклучиме младите во сите активности што ги правиме, затоа имаме разноразни соработки и со младински совети и со невладини и така натаму. Мислам, генерално се тоа што го правиме како Europe House, идејата е да ја носиме Европа, да ја ужива секој Европа во нивниот град и да ги внесеме младите во све што правиме.
Дел од овие активности, како што напоменавте, културни настани, концерти, сајми за книги, верувам дека може да присуствува кој сака. Нели со оглед на тоа дека станува збор за еден културен музички настан, например овде токму каде што се наоѓаме, каде што ќе се одржи самиот концерт, но конкретно за оние активности како што се хуманитарната трка, обиколување на Охридското езеро со велосипед и многу други такви активности кои што се предвидени, како би можеле младите да бидат дел од токму од тие активности? Дали треба некое претходно пријавување или пак веќе се одбрани оние лица кои што ќе учествуваат во тоа? Не, настаните се отворени за сите, како што е пикникот, така се и другите активности. Секој Europe House во нашата земја си има посебна страна, ако треба претходно пријавување такво нешто, сите информации обично се наоѓаат тамо, меѓутоа нема ни еден настан нема таков затворен карактер, кај што би му рекле на некого немаш да учествуваш. Идејата е да уживаме во не е надпреварувачки ни една од ова активностите што ги имаме, да, така да идејата е да имаме да уживаме, да имаме смеа и да го прославиме или да го обележиме Денот на Европа, како што не личи. Како што далекува, токму така. Ви благодарам многу за одвоеното време. Верувам дека детално ги појаснивме на гледачите сите овие активности кои се одржуваат по повод Денот на Европа и воедно ќе траат до крајот на месец мај. Благодарам и ги поканувам уште еднаш во главниот настан сите на 9-ти, поканувам и вас како медиуми. Ќе биде сабота, верувам дека ќе биде убав и времето ќе биде како што е денес и ќе имаме еден убав ден. Благодарам уште еднаш за разговорот. Верувам дека детално ги објаснивме сите активности кои што најмногу се прилагодени за помладата генерација и ќе се одржат по повод 9 мај, Денот на Европа.